Колеги, почитувана македонска јавност, почитуван заменик министер, исто така како што го постави прашањето на Комисијата за финансирање и буџет, ќе бидам многу краток. Сакам да ви го поставам истото прашање затоа што не ми одговоривте тогаш. Ова практично има дел за покривање на неспособноста на дел од институциите кои што се под капата на владата, односно поради неплатени долгови за струја. Замислете што ќе се случи ако вие дома или ако било кој од нас дома не ги плати своите сметки за струја и дали некогаш некој ќе испадне во пресред на неговите проблеми. Јас ви гарантирам и сите сме свесни дека тоа не е така во праксата, затоа што после секоја неплатена сметка за струја веднаш еван испаѓа во исклучување на домашните броила. Она што ме интересира е дали некој ќе сноси одговорност. Јас навистина сочувствувам со овие вработени во македонски железници, со овие вработени во сите институции каде што нема струја, во водостопанство, во ГТЦ, со собствениците на овие дуќани, меѓутоа ме интересира една работа. Дали некогаш некој ќе преземе одговорност. Во постапка е носењето на буџетот за 2023 година, еден документ кој што би требало да значи и планирање за наредните 12 месеци како ќе се трошат државните средства, меѓутоа тој треба да си носи со себе и одговорност, затоа што нормално е кога некој менаџер планира нешто, е соодветно платен, треба да го испланира и да го реализира она за што стоел. Ме интересира дали господинот Сашо Јовановски, директор на патнички сообраќај во Македонски железници, со повеќе од 70.000 денари плата ќе сноси одговорност. Ме интересира дали господинот Милчо Смилевски, директор на товарен сообраќај, со повеќе од 72.000 плата во Македонски железници ќе сноси одговорност. Ме интересира дали Брахим Ајвас, маркетинг директор, со повеќе од 72.000 плата ќе сноси одговорност. Дали Сашко Ангеловски, директор за Влеча, со повеќе од 70.000 плата ќе сноси одговорност. Дали Шенур Османи, директор за финансии, со повеќе од 70.000 плата во Македонски железници ќе сноси одговорност. Дали Мајан Вејсели, генерален директор на Македонски железници, со повеќе од 75.000 плата ќе сноси одговорност. Овие плати на овие неколкумина функционери кои што ги набројав, 5 или 6, представуваат од прилика околу 10.000 евра месечен трошок, само за да им овозможиме да менаџираат со некоја фирма која што ја довеле во долгови, ја довеле во ситуација да им биде исклучена струјата. Дали ќе има некаква одговорност за Елвис Бајрам, кој што го донесе ГТЦ во таква состојба? Дали ќе има некаква одговорност за директорите на клинички центар, кои што за 3 години направиле долг од 7 милиони евра само за струја, а гледаме дека повторно од парите на граѓаните и од зголемената инфлација ќе им се плаќаат овие долгови? Дали ќе има одговорност за управителите по затворите, судовите, факултетите, студентските домови? Почитуван заменик министер, тоа беше единственото што ме интересира и се надевам дека ќе добиеме одговор. Ви благодарам.